Културно-уметничкото друштво Гоце Марковски годинава го организира меѓународниот фолклорен фестивал Свете Тројца во Долно Лисиче. Гости во нашето студио Бобан Блажевски, Дарко Манасиевски, организатори на овој фестивал, меѓутоа како што забележувате и многу повеќе, ќе ни кажат кој се е наш денешен гостин. Добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам. Како сте во утро? Супер. Ќе ни ги представите сепак ги другите гости? Так. Господинот Мариуш Трупач од Пиш, Полска, нашите пријатели, каде што минатата година бевме нивни гости, сега се они кај нас. Господинот Данка од Словачка, Прешов. Господинот Раде од Никшич, Црна Гора. И господинот Јордан Зеленгоров од Бугарија. Значи, очекувате дека ќе има успешен фестивал во наредните 3 дена. Почнувате денеска, фестивалот трае 3 дена, како е планирано свеченото отварање? Така, денеска рано наутро првин ги донесовме да го најавиме отварањето на фестивалот баш во вашата телевизија и во 18 часот ќе се продефилира во Долно Лисиче во главната улица, ќе направиме едно дефиле и во 19 часот ќе почне отварањето на фестивалот во Долно Лисиче на отворената сцена. Очекувате ли голема посетеност со оглед на тоа што бидејќи сте меѓународно признати? Така, ова е 5-та година јубилеј и секоја година се повеќе посетители и публика го следат овој нашиот фестивал, така да очекуваме повеќе од 1500-2000 посетители да бидат сигурно пред сцената. Колку членови брои вашето друштво? Гледаме позади вас дечиња, за кого станува збор, која е најдобрата возраст да се започне, има ли членови како што се вели од 7 до 77? Така, во нашето друштво брои од 160 до 170 членови. Идеално би било со почеток на 6-7 години на школството да се почне да се вежба. Да ги споменеме уште еднаш гостите кои што ги најавивте од повеќе земји. Така. Имаме гости од град Септември, Бугарија, Никшич, Црна Гора, Прешов, Словачка, Пиш, Полска. Денеска очекуваме уште гости да ни дојдат од Србија, недела од Косово. Збогатено ќе биде програмата со друштва од Скопје и од државава. Така. Која е главна цел на фестивалот? Дружењето претпоставува меѓу земјите кои што даја тука? Размена на културата, презентација на својот фолклор, представување на културно-уметничките друштва, пред дружбата на децата, бидејќи нашите гости се веќе сместени кај нашите членови. Па така децата имаат можност за една запознавање на нови пријателчиња, на ширење пријателството кога и они ќе отидат кај нив на гости. Така да тие се неколку цели кои што се исполнуваат со овој фестивал, а покрај тоа што на населението на Долно Лисиче се пошироко кои што ќе го проследат фестивалот, ќе имаат можност да се запознаат со програмата и фолклорот на другите ансамбли. Да го искористам вашето присуство, каде ќе настапувате во летниот период кој што следува? Па летово имаме поприлично настапи, веќе одма после фестивалот една група заминува за Джемона, Италија, друга група заминува Драча, Албанија, потоа имаме настапи во Србија, Бугарија, Германија. Тоа би било до сега планирано. Здравје Боже, или да чинјава нови пријателства кога вака патувате на секаде заедно? Па да, сите овие наши пријатели што се денеска гости кај нас се пријатели кои што сме ги запознале или сме биле кај на нивните фестивали. Така да со секој учество, со секој ново патување се шири кругот на пријателства и се збогатува нашиот фонд на нови ансамбли кои што потенцијално би дошле кај нас на гости. Така уште еднаш подсетување за сите кои што можеби подоцна се вклучија, каде точно ќе се одвива фолклорниот фестивал и покана нели до сите да се вклучат кои што сакаат да бидат дел од него. Така. Како и секоја година и оваа година во склоп на фестивалот, меѓу другото, организираме хуманитарна акција со хуманитарната организација Свети Спас од Драчево и ги покануваме сите љубители на фолклорот денеска во 19 часот да дојдат на отварање во Долно Лисиче, утре во градски парк од 10 часот на школка и во недела на затварањето во Долно Лисиче исто од 19 часот да бидат наши гости и при тоа да помогнат на момче од Скопје кој што е заболено од канцер, да му помогнеме да се излечи. Така, ве благодарам многу за одвоеното време. Нема да ве задржуваме, знаем дека имате денеска многу врски, секако ќе ве поканиме повторно да ни бидете гости. Ви благодариме на поканата.